36% од испитаниците се согласуваат дека климата се контролира со одредени сателити, радари, така наречената HAARP теорија на заговор. 29% од испитаниците сметаат дека не постојат климатски промени. Секојдневно сме на удар на климатските промени, не веруваме во нив. И покрај големите пожари кои што лани ја пеплосаа Малешевијата и проголтаа илјадници хектари шума, поплавите од 2016 кои што однесоа 20 на човечки животи, големото аерозагадување со кое што се бориме секоја зима, повлечените езера и сушата, дел од населението со недоберба гледа во светот што се менува пред нашите очи. Пожари, поплави, суши, топлотни бранови. Климатските промени повеќе не се само закана за еднината, туку реалност која што ја живееме и која што се одразува врз нашето здравје и живот. Но и покрај тоа што секојдневно добиваме потврда за климатските промени, дел од населението или не верува во нив, или пак се преклонува кон разни теории на заговор. Комуникологот Бојан Кордалов објаснува: секој од нас, зависно од условите во кои што живее, степенот на образование и на приходи, во различна мера е ранлив на лажните вести, вклучително и за климатските промени. Не можете никого да го разубедите, му кажете во што да верува. Но оно што можете е да ја говорите научната вистина, да ја говорите фактите. И на крајот на криштата, тоа е најсилното оружје со кое што ќе успеете да ја промените свест. Науката говори, ама се чини, треба да биде погласна за да има кој да ја слушне. А тоа што го зборува е страшно, особено ако не се преземат чекори за да се ублажат последиците од климатските промени. Овие екстреми може да влијаат директно врз здравјето на луѓето и обично постарата популација, хронични болните, значи оние кои што се на кардиоваскуларниот систем болни, може да дојде до зголемување на некои заразни болести кои што се пренесуваат преку инсекти, лајмската болест или болеста на западниот Нил, комарецов западен Нил, може да дојде до исто така може да дојде влијание и врз смртните случаи. Значи се проценува дека бројот на смртни случаи кои се поврзани со климатски промени ќе расте од година во година и денеска тоа е еден индикатор за влијание врз здравјето. Стратегии и сценарија за климатските промени се прават и се носат. Приоритети се прават, ама заштитата на здравјето на луѓето од климатските промени како да не е меѓу нив. Населението мора да биде известено, вулнерабилните групи за време на овие екстреми да бидат заштитени, здравствената служба да биде подготвена, значи и едуцирана и подготвена да делува во тие екстремни ситуации кои што се поплави, пожари, топли бранови, а сите тие ги имаме ние кај нас секоја сезона. Овој контингент со лековите и опремата да биде заштитена, значи мора да има секоја институција, не само сектор, своја стратегија како ќе делува во услови на климатски екстреми. Тоа ние го немаме. Имавме една базична едукација, нашите институции не се подготвени за климатски промени, сега посебно во ситуација кога имаме ковид, никој не размислува на тоа. А токму институциите и како тие се справуваат во менаџирањето на ситуацијата се клучни за довербата во системот. Колку повеќе и побрзо разбереме дека институциите, јавните институции платени со народни граѓански пари, мора да си ја работа својата работа и мора да бидат ефикасни и брзи на времени, толку побрзо ќе вратиме довербата во системот. Сценаријата се дека земјава ќе се соочи со потопла и посушна клима, со големи жешки екстреми, но и интензивни дневни врнежи кои носат ризик од поплави. Сепак, има надеж дека работите може да тргнат на подобро. Последното истражување на УНИЦЕФ, објавено во март годинава, покажува дека постепено се подигнува свеста за климатските промени, особено меѓу младата популација, која е подготвена да преземе акција и одговорност за промена. I think that a lot of young people, especially in this country, have informed themselves. They're media literate. They have connectability normally with the internet. They can see what other young people in the world are interested in. So I think that might be an assumption that young people don't believe in climate change. I think maybe there are other pockets of society that don't believe or have a vested interest in continuing the status quo. I really want to challenge young people to continue to think innovatively. For us who are maybe older, we're stuck in the old ways of petrol and, air conditioners and all of that stuff. I think young people see the world very differently, and I think the ideas that they have in terms of the possibilities are exciting. I think as older people,
We need to step aside and give them space and let them find their solutions. Македонија со документи се обврза до 2030 година да ја намали емисијата на стакленички гасови за 51% во однос на нивото од 1990-та. Утврдени се 63 политики и мерки, поврзани со енергетскиот сектор, индустријата, земјоделството, шумарството, отпадот, кои што треба да придонесат кон остварување на целта. Сепак, и повеќе од евидентно е дека треба да се работи на подигнување на свеста за климатските промени и на зајакнување на капацитетите на институциите. Во спротивно, земјава ќе заврши со неинформирани граѓани кои неподготвени ќе се соочат со временски екстреми.